Благослов, магични мои луѓе. Добре дојдовте на Уналум Тарот канал. Срдачно и со се срце ви се поздравувам сите вам кои искрено ме следите. Ми лајкувајте на моите видеа, коментирате. Денеска немам тема. Денеска картичките сами ќе ја изберат оваа тема на која што ќе говорам. Така да вас ве замолувам за мало трпение, да се опуштите во овие поплатени часови, да земете голема воздишка и да послушате што сакаат картичките да ви соопштат денеска како порака. И од мене, и од картичките. Така да, уште еднашка, доколку ви требаат лични консултации, а овие лични консултации се само ваши и за вас лично, на секое моје видео, испод видеото ќе има оставено контакт телефон, Viber и WhatsApp, мејл, исклучиво преку порака можете да ме контактирате. Некое време од 8 часот наутро до 10 навечер. Овие пораки што се генерални, колективни, може да одговараат секому, секој еден да се пронајде во овие пораки. Така да во проценти можам да кажам дека од 40-50% до 100% може да се пронајдете комплетно. Исто како лично читање да дојде. Доколку не се пронајдете сите, земете само она што ви интересира и што сакате да го послушате. И доколку ви интересираат моите видеа, а се надевам дека ви интересираат моите видеа, најверојатно се наоѓа некоја порака во зададеното видео. И сега, како за почеток на ова денешно видео, сакам да ви удостојам со една порака која самата картичка ќе ја одбере. Значи, денеска картите бираат и денеска картите одредуваат пораката која што неверојатно би требало да ја слушнете и да ја удостоите. А да почнеме. Ајде да видиме што сакаат картичките денеска да ни порачаат во ход на порака. Се надевам дека се гледа, да. Значи, земете во обзир дека јас имам претенција да ги мешам картичките пред вас, сите да гледаат како се измешуваат картичките, дека ништо не е наместено и ништо не е лажно.
Така да па можеме да почнеме. Епа, драги мои, денешната порака треба некој да го слушне од типот на љубовно исчитување. Денешната порака е љубовна порака. Земете сите како ви одговара вам. Пардон. Денеска картичките сакаат да не водат кон еден процес на доаѓање на некој од големо значење, некоја личност, дали ви била во блиско минато, личност блиска вам. Земете во обзир се ова што ќе го кажам, земете во обзир, 50-50 нека ви биде обзирот на оваа порака. Во оваа порака стои дека треба некој ќе ви дојде вам, дали ќе ве посети или ќе ви се јави дека е дојден. Ова ќе биде една мала увертира. Денеска ќе бидете стрекни, но ќе имате љубовен состанок со вашиот партнер. Така да бидете подготвени, стратегиски ориентирани. Картичките ви советуваат стратегиски, да бидете подготвени дека доаѓањето на вашиот партнер од блиското минато, ова не е партнер од многу долго време, туку партнер од блиско минато, дали сте биле во љубовна врска, дали сте биле во работен однос, некој партнер, па се изродила некоја љубов, вам како ви одговара, ви доаѓа партнерот со стратегија, физички контакт ќе остварите. И вели вака, вика, твојата комуникација, вашата комуникација треба да биде чисто во служба. Чисто во службена комуникација. Ова е најверојатно некој партнер кој е во соработка со вас, но гаи емоции за вас или пак вие за него. Може и обострано. Ја мислам дека и обострано е. Стратегиски е многу поткован, многу културен, многу усредоточен, многу работен и доаѓа за да направи најверојатно некој договор со вас и за вашето понатамошно развивање, дали во љубовна, дали во работен однос. Така да има нешто да ви понуди. Ајде да видиме уште нешто што понатаму. Инаку типично оваа персона е изразено со црна коса, земете вие како резонира за вас. Типично изразена црна коса, кога се работи за машка гледна точка, од женски аспект гледано, и со посебен тен, ни премногу темен, ни премногу светол. За мажите што гледаат, оваа жена е буквално како божица. Може да носи име, може да има име по некој цвет. Не знам, вие земете како ви одговара. Така да
Ја мислам дека ќе се направи еден многу убав договор, но сега ќе видиме картичките што ќе посочат на друго. Ајде да видиме. Значи, ова спојување ќе биде за некоја ситуација што претходно предводела и сте имале за поради некоја грешна ситуација, грешно разбирање. Значи, вие лошо сте се разбрале еден со друг, но ќе биде порака, првим порака, па видување. Имате првим порака, па ќе имате видување. Внимавајте, знае да биде играч, добар играч, бидејќи во себе носи едно огромно огледало што може да ве повлече. Значи, неговото огледало да стане и ваше огледало. Значи, да бидете како две огледала. Значи, внимавајте да не стане овој однос кармичен, затоа што ние сме во година на исчистување се што е лошо од кармични делови. Така да, внимавајте тоа да не го продолжите и идната година. Значи, седнете и разговарајте. Дојдене со стратегија, но да потпише договор. Чим има бело перо на самата карта, картата кажува дека ќе има еден добар резултат. Дали ќе биде во љубовен аспект или ќе биде во работен аспект, земете вие како ви одговара. Јас морам да ги кажам сите делови, картичките што предвидуваат. Ова е многу интелигентна персона. Значи, двајцата се високо интелигентни персони кои резултираат со многу емоции, но едниот од нив е малку сака да си поигрува, дали на емоции, да потфаќа со нешто претходно било завршено, некој си заминал од оваа врска, но картичките најавуваат дека повторно се враќа истиот момент за да се реши целата ситуација, бидејќи било поради лоша причина. Значи, лошо неразбирање. Значи, неразбирање околу вас двајца. Значи, сте имале некоја недоразбирање во дали било врска, работна врска или било љубовна врска. Така да и во двете, ако биде евентуално некој заминал претходно, а може и ќе замине, па повторно ќе се врати. Да. Значи, ќе ви подаде рака за голема соработка, буквално како пријатели. Значи, пријателска соработка. Значи, буквално како пријателска соработка ќе имате. Ајде да видиме уште нешто. А може и ќе окончате целата, ќе ја ставите во крај таа физичка врска, љубовна физичка врска доколку сте ја имале, па ќе продолжите во френд зона. Значи ќе продолжите во пријателска зона. Да видите. Да. Некој играл овдека со вашето трпение и вие сте морале да покажете дека и вие не сте равнодушни, дека и вие ги разбирате неговите играња. Несоодветно однесување ли било тоа, дали сакал нешто да зграби од ваш
ем од емоционален аспект, ем од аспект на вие сте од него значи вие од него сте повисоко, во повисоко издание. Значи вие сте повеќе снаодлива, повеќе контакти имате, а тој сакал да го превземе тој дел. Значи на вашата возвишеност да ве нападне, дали стратегиски или не стратегиски, да ве нападне со негова недоличност едноставно и да ви ги земе сите бенефити вие што ги имате од универзумот подадено. Значи и на економско и на љубовно едноставно. А може би и учел од вас. Само ја мислам дека ова е за постара особа се работи. Некои средни години особа се работи, персона. Да, сте имале и ред флаг, значи доколку потпишувате некој договори со ваква персона, темна коса, црна, може би и фарбана, не знам, не премногу светол тен, не премногу темен тен, значи некој среден тен, стално е облечен во одело, во свечена облека, значи не е униформа. Внимавајте, имате црвени знамиња на сите страни и изиграјте како што треба да изиграте. Картичките ве предупредуваат за оваа персона. Да, тој знае дека вие сте буквално еден душевен камен, еден универзумски камен кој е редок и кој не може секој да го има. Така да тој сака да направи унија со вас, се надевам дека се гледа, да. Тој сака да направи унија со вас, значи дали ќе ви понуди брак, само за да го врати неговото самопочитување, дали ве има повредено претходно со неговото недолично однесување, не се знае, но картичките ви најавуваат дека можно е да е играч и тоа стратешки играч, многу да бидете внимателни, но тој знае дека вие сте универзумски, спиритуален диамант, кристал, значи, камен, кој е не секојдневен и е редок. И сака да ве поседува на таков начин, значи, доколку ви понуди брачна врска, обврска и доколку ве има како партнер во работен однос. И ајде за крај уште една картичка. Нешто ќе се продолжи. Значи ќе сечете негдека ќе пресечете и најверојатно вие ќе се изјасните во целата ситуација, како стојат работите, но оваа картичка советува дека пресекувањето ќе продолжи во некое наставување на некоја заедничка соработка. И баш ме интересира, ме влечат овие карти, многу се добри. Да. Тој сака да ви понуди
заедништво, да ви изгради дом, да бидете собственик на некој, дали да бидете собственик на некоја фирма, или да соработувате со нека огромна компанија, вие знаете, но доаѓа секако во момент, картичките кажуваат дека доаѓа во момент на едитирање на нешто, да се настави нешто што започнало во не толку далечно минато, но стига ќе дојдат до разјаснување на сите ситуации, така да доколку ви се понуди прилика да бидете собственик на некоја голема компанија од ова лице, јас ве советувам добро да размислите, да направите една стратегија, доколку и тој ја има истата стратегија, и вие да направите таа стратегија, и како што кажува самата картичка, the bitch, дека, значи, баш на кучкав начин да изиграте. Баш на кучкав начин да изиграте, за да го придобиете цело овој момент што вие сакате да го придобиете во како порака од картичките што доаѓа за моментот. Па јас се надевам дека беа многу децидни картичките, дека одговара на моментот што требаше да го слушнете баш сега. Изборот на картичките донесе многу добра порака за вас. Можам само да ви кажам да одите понатаму без разлика каков ќе биде исходот и да не потпаѓате под ничие влијание, таков и советот од самите картички. Значи, сепак до физички контакт ќе се дојде со оваа персона, ова лице што треба да се сретнете, што сте требале да се сретнете, можеби во минатото, па сега не сте се сретнале, или пак нешто било скршено, па сега повторно се лепи, па не мора да се лепи, него ли се поправа како една грешка на двајцата, несакана грешка, па сега ви се нуди од ова лице една многу убава можност, така да по мене лично, јас би ја прифатила и би изризикувала, зашто да не, ова е добра понуда, така да ова е значи ќе бидете стрикни во секој аспект, во секој момент, затоа што оваа личност е стварно стабилна личност, не е нестабилна личност. Тој планирал нешто, но увидел дека не може од вас, вие сте многу интелигентна персона, имате многу заштита од универзумот, вие сте обдарени од универзумот, значи имате многу јака интуиција и многу јака визуализација, така да можете буквално да направите стратегија и да го добиете тоа што го сакате. Па јас би кажала дека доколку сте ја го имале оваа порака, дојде како исполнување на некоја желба што сте имале претходно, желбата јас ве уверувам дека ќе се исполни, затоа што картичките сами си најавија оваа порака што треба да дојде до вас и до вашите уши, до вашата подсвест и свест. Се надевам дека ви се допаѓаат вакви видеа. Ќе продолжам понатаму да снимам за вас. На секаков можен начин да ви помогнам. Успеавме и ова видео да го реализираме. Од мене многу голем поздрав
огромен благослов и не заборавајте, љубете и бидете љубени во секој сегмент од овој земен живот. Вреди да љубите и да бидете љубени или да се љубите сами себе. Вреди во овој живот и да се живее. Понатаму, се гледаме во друго видео. Секој добро!